Ме интересира исто така еден познат TikTok тренд, а тоа е психолошки консултации преку TikTok шортови на поле врски, односи, машко-женски, нарцисоидност и слично. Тоа е еден исто термин кој влегува во тие топ 5-6 термини. Па како е тоа сега? Лесно е кога ќе веш TikTok рил, некако да ти го испере мозокот, да речеме на некој начин, окей, мојот партнер е нарцисоиден и од тука ти почнува се, па како гледаш ти на тој момент? Па види, јас генерално сметам дека е добар аутрич на информации, значи дефинитивно добар пристап до информации. Меѓутоа дека се злоупотребува TikTokот како социјална мрежа, апсолутно се злоупотребува. Значи секогаш ќе стојам на тоа дека што готи да се појави во општеството, прашање на наша одговорност е дали ние го употребуваме или го злоупотребуваме. Значи ако јас нешто малце прогледам на TikTok, па ми отвори некое прашање за размислување, тоа е сосема окей, тоа е сосема здраво. Ама ако ја следам хаштаг NPD нарцисизм и гледам по 3 сати на ден тиктокови за нарцизам, нешто ќе најдам у мојот партнер што ќе се поклопи, заради тоа што темата е насекаде околу мене. Пак ќе кажам, не сметам дека нестручни лица треба тоа да го прават. И тука веќе влегуваме во една сива зона каде што не знаеме каде е границата помеѓу инфлуенсерство и експертиза. Тоа е исто интересна тема за дискусија. Што е инфлуенсерство, што е експертиза, затоа што често пати луѓе што се инфлуенсери даваат експертски совети и навлегуваат во одредени теми. 100% работи с хаштаг. Така, 100% работи, кои што не се баш нивна, да кажам, област на експертиза. Значи јас можам да кажам нешто за ментално здраве, не можам да ти кажам медицински совет. Не можам да ти кажам кулинарски совет, не знам. Можам да ти кажам јас како правам кајгана дома, ама тоа не е професионален совет. Значи ако сакаш да правиш добра кајгана, треба да прашаш некој што е кулинар, некој што е готвач, некој што тоа му експертиза, нели? И сега кој ќе ги видиш ти, на пример, голем дел од денешните инфлуенсери на грбот на давање совети креираат брендови. Што е по мене многу опасно, зашто тие совети некој ги чита. Значи ти кога напишеш нешто таму негде во етерот, тоа ти треба да си свесен дека таа порака може да стигне до секој човек. Значи и до некој што е повеќе или помалку психички стабилен. Не знаеме кој ќе ја прочита. Кај мене на себеслужувалка на страницата се обрнува многу внимание на речениците што се поставуваат како пост. Значи јас по 10 пати ги премислувам речениците дали можда некој ќе ги свати погрешно. И дали можда на некој нешто ќе му предизвикаат. Иако кој год што има таква реакција, сме имале ние на такви реакции на страницата, секогаш можеле мене да ме побараат. Заради тоа што јас сум експертот што стои во позадина на таа страница. И ја можам на секој да гарантирам ако нешто го допрел некој пост, можам да му се јавам на телефон и да му давам препораки што да прави во моментот за да се подсмири, да го затворам тоа што го зборувам. Кога вие немате таков сервис, тоа е опасно. Така да, пак сметам дека тука не е толку и до самите луѓе, пошто ние не можеме сега да очекуваме дека народот за се ќе биде едуциран, туку можеби малку и до полисите на самите социјални мрежи кои што се многу капиталистички настроени. Значи Поготово TikTok. TikTok сака да е социјална мрежа број 1 по секоја цена. Дури и по цена млади да се убиваат, да се фрлаат под возови, да се практикуваат некои крајно патолошки практики. Ај ова со нарцизмов едно, ама деца кога се фрлаат под возови е многу опасна работа. Така што немате таму регулативи и тоа е проблемот.